во собраниска процедура е ставен невиден и скандалозен предлог закон, кој представува еден од низата опасни и антидржавни потези на министерот Панче Тошковски. Никола Груевски и Сашо Мијалков се мали деца за тоа што Тошковски сака да го направи со безбедносниот систем. Со предложениот закон за полиција, Тошковски има намера да спроведе целосна партизација на полицијата. Бесрамно се симнуваат критериумите за потребното образование и се намалува бараното искуство за највисоките оперативни позиции во Министерството за внатрешни работи. Тошковски ги брише условите за минимум 6 години искуство и 4 години раководна функција за началници на СВР. Панче Тошковски предлага укинување на регионалните центри за гранични работи, што почитувани значи директен удар по суверенитетот и безбедноста на границите. Тошковски сака да брише податоци од полициските евиденции, наместо тие трајно да останат архивирани. Ова е дрска правна заврзлама, која има за цел да ги скрие сите траги и злоупотреби и криминал. Панче Тошковски ја подига старосната граница за вработување во полицијата на 30 години. Со ова се елиминираат младите професионалци и се отвара простор за вдомување на партиски кадри кои не ги исполнуваат критериумите. Најскандалозен е предлогот за бришење на член 19, со кој Тошковски сака да овозможи во полицијата да останат лица кои се осудени и кои имаат забрана за работа, а при тоа да бидат амнестирани од одговорност по одлука на министерот. Дали Панче Тошковски со овој закон станува главен партиски мафијаш? СДСМ остро се спротивставува на овој атак врз професионализмот во полицијата и врз безбедноста на државата. Бараме веднаш и итно да се повлечат сите спорни измени.